Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Попладневни вести во 16. Денеска гледаме. Втор круг од локалните избори во Македонија. Најголема излезност во неколку општини на истокот од државата. Чаир и Сарај со рекордно ниска излезност. Гласањето се одвива мирно, оценка на МВР. Во овие вести детали од текот на денешното гласање. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. Македонија гласа на вториот круг од локалните избори, се гласа во 32 општини и градот Скопје. Каква е излезноста за почеток? Одиме во Државната изборна комисија, таму е Александар Дилев. Добар ден, Маријан, од Државната изборна комисија. Пред малку и на пресконференција официјално беа соопштени процентите на излезност до 15 часот на овие вториот круг од 8-те поред локални избори 2025. Како што соопштија од ДИК, до 15 часот на гласање излегле 27,19%, што е за речиси 4% помалку од првиот круг, кога до 15 часот на 19 октомври гласале 31,16%. Намалување во процентот на излезност има и во Скопје, односно до 15 часот гласале 29,94%, за речиси 1,5% помалку од првиот круг од 19 октомври. Што е најкарактеристично според процентот на излезност, најмала излезност има во скопските општини Чаир со 8,83% до 15 часот и Сарај со 6% до 15 часот. За разлика од пред 2 недели во првиот круг, во овие две општини процентот на излезност бил 35, односно 36%. Додека за останатите скопски општини, 4 општини каде се бира исто така градоначалник, процентот на излезност е за 1 до 2% понисок, за разлика од пред 2 недели од првиот изборен круг. Така, например, во Центар имаме излезност 31,65%, во Карпош излезност од 32,40%, во Аеродром 28,35% и во Шуто-Оризари близу 20%. Неголема излезност на територија на цела држава на Македонија, според податоците од Државната изборна комисија, има во општините Пробиштип 49%, Демир Капија и Дојран со 46% и Крушево со 50%. Како се одвива избирачкиот ден, односно гласањето? Еве веќе скоро 9 часа со отворањето на гласачките места. Во живо во овие вести во 16 разговарам со портпаролката на ДИК Радица Тодоровска-Алексовска. Тодоровска-Алексовска, добар ден. Како тече гласањето? Дали се пријавени некои неправилности и нерегуларности? Добар ден. Гласањето досега тече во најдобар ред, се одвива непричано и секој гласач го остварува своето право на глас. Јавноста имаше можност во изминатите часови да биде информирана за одредени состојби кои што се случија. Државната изборна комисија разгледуваше приговор по лично избирачко право. До Државната изборна комисија пристигнуваат приговори кои што се однесуваат на личното избирачко право, меѓутоа тековно сите тие приговори се решаваат и сите гласачи имаат право и им е овозможено да си го остварат своето право на глас непречано. Така, на предмалку и на јавна пресконференција беше соопштено дека се одземени на 8 лица акредитации. Дали го попречувале изборниот процес и зошто им се одземени акредитациите доделени од ДИК? Да, според она што е пристигната како пријава до Државната изборна комисија, се работи за 8 лица од граѓанско здружение кои што постапувале спротивно на Кодексот за наблюдување на изборите, како и на упатството за наблюдување на изборите, кој што се основ за добивање на овластување за акредитација, за да може да го следат изборниот процес. Токму поради тоа, на основ на прекршување на сите овие подзаконски акти, согласно овие подзаконски акти, на овие лица е одземено овластување
овластувањето за наблюдување на изборите. Да појасниме дека се однесува за избирачки места во Шуто Оризари? Така е, се работи за избирачки места во Шуто Оризари, односно овие лица наблюдувале на избирачки места во Шуто Оризари. Така. Утринава и председателот на ДИК Борис Кондарко најави интензивна соработка со обвинителството, но и ненајавени посети од страна на членови на ДИК на избирачки места. Посетени ли се избирачки места и дали има интензивна соработка, односно пријави до обвинителството, или можеби тоа ќе го соопштите по завршување на гласањето? Државната изборна комисија во континуитет соработува со сите надлежни институции кои што се вклучени во изборниот процес, вклучително и обвинителството, така што се постапува поднос на сите случаи информации кои што се пристигнати до Државната изборна комисија. За повеќе детали ова ќе извести комисијата после 19 часот. Ви благодарам за споделените информации во вестите во 16. Марија, ова е за сега се од Државната изборна комисија. За крај уште еднаш да резимираме дека според излезноста до 15 часот на гласање своето гласачко право во територијата на цела држава го оствариле 27,19%, што е за околу 4% помалку споредено со првиот изборен круг од пред 2 недели. Александар Динев од Државната изборна комисија за текот на денешното гласање. А што означуваат овие бројки во студиото Александар Спасовски од нашиот аналитички центар. Насител Александар, процентот е тука некаде во споредба со првиот изборен круг, но изненадуваат неколку општини. Голема трка се води на истокот во некои општини и очекувано Кичево, Бравеница и така натаму. Добро, може да се каже дека има и веќе се чувствува намалувањето на ниво на Македонија. 13% е намалувањето, иако тоа изгледа како неколку процентни поени. На ниво на Скопје имаме прилично големо намалување на излезноста. Државната изборна комисија објави еден податок, некои повторни пресметки даваат резултати кои што не се поклопуваат. Тие викаат дека има 29% излезност на ниво на град Скопје, што веројатно не е така. Нашиот аналитички центар извади некои други проценти, ќе ги споредиме во текот на денот. Одиме веднаш да видиме каква е излезноста на ниво на Македонија и на ниво на град Скопје, и веќе може да се забележи дека во Македонија имаме некаде околу нешто над 1% поен сме под она ниво во првиот изборен круг, што и не е така некое значително намалување на излезноста. Реков овде 29,94 е бројката која што објави Државната изборна комисија, но повторните пресметки даваат некаде 22,45% излезност. Одиме на следниот телоп да видиме зошто веројатно и тоа е така, и може да се забележи дека има намалување дури и во скопските општини, каде што практично се уште се гласа за градоначалник во вториот круг. Ке напоменам дека меѓу 5 општини со најниска излезност во вториот изборен круг сите се од главниот град, и веќе може да се забележи, очекувано беше во Шуто Оризари да имаме одредено намалување на излезноста. Тука некаде 3% поени меѓу двата круга е намалувањето во општина Центар. Општина Карпош се држи на нешто под 1% поен намалување, и во општина Аеродром имаме најголемо намалување меѓу оние општини кои што се уште бираат градоначалник во вториот изборен круг, може да се забележи над 3% поени. Одиме на ниво на цело Скопје да видиме состојбата. Тоа ќе ни го покаже ова графика, и веќе може да се забележи дека на пример во Сара има само 6% излезност. Тоа е општина со најниска излезност до 15 часот. И слична е ситуацијата и со општина Чаир. Имаме нешто над 8,8% излезност, што е далеку помалку од оние близу 35% кои што беа до 15 часот во првиот круг. Забележително е дека општините каде што живеат етнички албанци имаат прилично намалување на излезноста. Таква е состојбата на пример со општина Бутел, која што е во моментов на 18,5% излезност, што е прилично големо намалување во однос на оние 33,1% кои што ги имаше во првиот изборен круг. Се забележува и намалување во сите оние општини каде што градоначалникот беше избран во првиот
првиот круг. Например, општина Газибаба е некои 8% поени под она што беше во првиот круг. Општина Ѓорче Петров е некои 7% поени помалку и може да се забележи дека поради оваа состојба веројатно не може 29,94 да биде излезноста и таа е некаде околу 22,45%. Одиме по градовите низ Македонија. Ова се некои градови кои што очекуваме да бидат поинтересни. Например, во Неготино излезноста е близу она од првиот изборен круг, нешто под 35%. Во општина Куманово имаме прилично големо намалување на излезноста од 5% поени. Треба да се земе предвид дека ова е општина која што има близу 90.000 гласачи и 5% поени е навистина голем број во гласачи. Општина Кочани се држи некаде на нешто под 2% поени помалку од она што беше во првиот изборен круг и некои 5% поени помалку од она што беше во 2021 година. Одиме сега во наследниот телоп, ги имаме општините каде што живеат доминантно етничките албанци. Во општина Тетово имаме излезност која што е горе-долу слична на она во првиот изборен круг, 30,94, речиси 31 поен. Треба да се има предвид дека и во првиот изборен круг Тетово имаше исклучително висока излезност за она што е, ајде да речеме, традиција во Тетово, имајќи предвид дека, например, во 2021 излезноста била 25,4%, ова излезност од 2017-та, што ја гледате 18,7%, тоа е излезност до 13 часот, имајќи предвид дека во тој изборен процес имаше помалку пресеци и пресекот во 15 часот воопшто не се прави. Во општина Струга имаме речиси идентична излезност како и во првиот изборен круг, некои 0,4% поени под она што беше пред 2 недели. И сега ако имавме некои 36% во првиот изборен круг, гледаме веќе се чувствува намалувањето во општина Кичево. Дали сите што сакаат да гласаат веќе излегоа да гласаат и го сторија тоа, ќе видиме во следните пресеци. И одиме на следниот телоп за да ги видиме оние жешки точки. Кичево и Карпош се општини кои што веќе ги поминавме, но тука е општина Брвеница. Погледнете го овој раст, оваа разлика меѓу двата изборни круга, речиси двојно повеќе граѓани излегле да гласаат, нешто под 41% до 15 часот. Следете традицијата на гласање во општина Брвеница и станува јасно дека тука се води жестока битка и дека токму за ова ќе биде една од главните теми во нашето изборно студио. На последниот телоп ги имаме општините со најголема и најмала излезност и како што може да се забележи, обично водат општини кои што и традиционално се на врвот, меѓутоа имаат и мал број на гласачи. Крушево отиде над 50%, тука некаде под 50 пробишти. Росоман 48, Демиркапија нешто под 47, како што и Лозово, но и треба да се има предвид дека овде има нешто под 2000 гласачи и она што го кажав на почетокот. 5 општини со најниска излезност, сите се општини кои што се дел од градот Скопје. Најниска излезност во Сарај само 6%, Чаир нешто под 9%, тука и Бутел под 19%, под 20% и Шуто Ризари и малку над 20% е општина Газибаба. И освен Шуто Ризари, во овие други општини не се бира градоначалник. Така е, да, Шуто Ризари е единствената општина која што се уште го нема избрано градоначалник од причините за првиот круг. Да, тоа е една од причините, а веројатно една од главните причини е што во овие општини се од мешан етнички состав, тука живеат и етнички албанци кои што барем по она што го гледаме во општините каде што тие доминираат со исклучок нели на оние кои што бираат градоначалник во вториот круг, како што се Тетово, како што е на пример општината Струга и како што е Кичево. Во сите други општини излезноста е прилично ниска, зашто зборува и оние 6% во општина Сарај и оние 8% во општина Чаира. Општина Чаира е една прилично голема општина која што брои нешто помалку од 60.000 гласачи или поточно 58.000. Благодарам, Александар. Следниот пресек го правиме во Централниот дневник во 19, имаме и нови бројки. Бравеница, како што спомнавме, е една од општините со најголем процент на излезност. Таму е Даниел Василев. Даниел, како тече гласањето?
Добар ден, Маријан. Брвеница Врвулица беше кованицата која што Тино ја даде на во претходното информативно издание. Можам да кажам дека 2 часа подоцна оваа кованица се уште може да се употреби. Тоа го покажуваат и бројките кои што ги објави Државната изборна комисија. Според последниот пресек во 15 часот во вториот круг од гласањето на овие локални избори на обработени 99,96% од податоците на гласање излегле 40,83% од гласачите, што е раст од над 10%, за разлика од првиот круг, кога во истиот овој пресек на гласање излегле 30,55%. Тоа во апсолутни бројки би било некаде околу 1600 гласачи повеќе од првиот круг. Ваков тренд на раст на излезноста во општина Брвеница има уште од рано наутро. Во првите 2 пресеци во 8 и во 10 часот растот беше постојано двоен, меѓутоа потоа овој раст се промени и практично во последните 2 пресеци излезноста расте со некаде околу 10% поени повеќе. Маријан? Благодарам Даниел Василев за текот на гласањето во Брвеница. Ние се селиме во Скопје, во Бутел, една од општините каде што се гласа само за градоначалник на Скопје. Маријан Ников повели како тече тамошното гласање, дали е се мирно и под контрола. Па токму така мирно и под контрола. Ова е моје пето јавување на овие од вториот круг локални избори и секако можам да кажам да направам споредба исто како и првото од некаде во 8 часот кога се вклучивме. Сега тука во општина Бутел е се мирно, барем она што се однесува. Имавте можност претходно да слушнете и низ бројки процентот некаде околу 20% излезност на ова денешно гласање и како што спомена тука се гласа значи само за градоначалник на град Скопје, што секако остава и можност добар дел од граѓаните да останат и во своите домови. Но на што секако бе исто така интересно, барем кога ќе се сумираат вкупните резултати од ова општина и од ова гласање тука за град Скопје, евидентно дека малиот број на излезност, односно помалиот процент на излезност ќе донесе и побрзо пребројување на гласачките личиња, особено што до затварањето на гласачките кутии остануваат нешто повеќе од 2,5 часа. Сето тоа овозможува и побрзо да се стигне барем од ова општина до оние конечни бројки што ќе бидат од ова денешно гласање. Толку од ова вклучување од општината Бутел. Благодарам Маријан Ников од гласањето во Бутел, а на истокот од државата се гласа во неколку општини. Трајан Ристовски ќе направи сумарен преглед на тоа како тече тамошниот дел од гласањето. Така, Маријан, се јавувам сега од руралната општина Чишиново Облечево, која што е втора поред според излезноста во споредба со 6 општини во кои што има втор круг на гласање во источниот плански регион. Многу повеќе детали за тоа како тече изборниот процес, колку вкупно гласачи има и дали има некои нерегуларности од разговорот со претседателката на општинската изборна комисија, господјата Ивана Минова Богданова, која што ќе ни каже повеќе информации. Благодарам. Во општина Чишиново Облешево има 13 избирачки места, се гласа во 11 населени места. Изборите во сите 13 избирачки места започнаа во 7 часот. Немаше никакви проблеми при започнувањето. До 15 часот излезеноста е скоро 39%. Од вкупно запишани 5062 гласачи, излезеноста е 1965. До сега немаме никакви проблеми. Гласањето си тече во најдобар ред. За разлика од претходниот круг, со скоро 3,5% е зголемена излезност. Јас ви благодарам информациите. Маријан, можам само да го најавам моето следно јавување од општина Пробиштип. Благодарам Трајан Ристовски за текот на гласањето во Чешиново Облешево. Ние се селиме малку појужно во истокот од државата. Зоран Ѓоргиев сликовито некако ни прикажува на кој дел од државата се наоѓа. Како тече гласањето во Дојран и какви се тамошните очекувања денеска?
Да, Маријана, сликата позади мене сама зборува дека и ова јавување го реализираме од Дојран и овде гласањето тече без никакви проблеми. До 15 часот на територијата на општина Дојран своето право на глас го искористиле 46% од вкупниот број на запишани избирачи, што е за некој процент помалку за истиот период од првиот круг на локалните избори, кога до 15 часот гласале 48,88%. Ние во текот на денешниот ден, односно помеѓу овие две јавувања, направивме посета и на единственото избирачко место во државата, каде што гласањето започна нешто подоцна од 7 часот поради технички проблеми со убик опремата и таму гласањето во текот на целиот ден продолжи по стариот начин, односно со UV лампа и спреј. Како тече гласањето, дали има некакви проблеми, дали тоа ќе се одрази на целиот изборен процес овде во општина Дојран, разговаравме со претседателот на избирачкиот одбор на ова избирачко место со број 0385. На гласачко место 0385 во Стар Дојран, утрво поради технички проблеми започнавме со гласање по член 108 од избирачкиот закон со UV лампа и со спреј. Имавме технички проблеми со убик уредот. Не профункционира во текот на денот и дали сите граѓани на исти начин го стваруваат правото на глас? Не профункционира. Од Државната изборна комисија добивме насоки и Општинската изборна комисија да се гласа со UV лампа. Сите гласачи до сега гласа на тој начин, со UV лампа и со спреј. Со убик апаратот воопшто не гласаше никој. И како тече до сега гласањето? Има ли некакви проблеми? Каков е одзивот? Гласањето тече без никакви проблеми, значи се е во најдобар ред и излезноста до сега е добра. Да, ова беше тоа избирачко место на кое што се гласа по стариот начин. Инаку во меѓувреме ние разговаравме и со дел од граѓаните на општина Дојран, кои се нивните очекувања од новиот градоначалник, кои ќе бидат нивните приоритети. Еден од приоритетите за сите жители на Дојран секако е езерото. Зашто друго очекуваат од новиот градоначалник, слушаме од кратката анкета во продолжение. Се надеваме дека ќе бидеме по општина поадекватна за побов развој и побово место за живење на сите дојранчани, како и на луѓето кои што престојат во Дојран. Да се подобрат некои работи, во Дојран не падат многу работи. Па да победе најдобриот, да биде поубаво за Дојран. Тоа, да се направи езерто, да дојде вода, плажи, се тоа. Да, Зоран Ѓоргиев од Дојран, а ние се селиме во Централна Македонија, Прилепско-Битолскиот регион, задолжен Дарко Штарговски, како таму денеска тече гласањето, се гласа во неколку општини. Да, Маријан, во моментов се јавуваме од Крушево, каде што според последните податоци на Општинската изборна комисија до 15 часот тука гласале повеќе од половината на граѓани кои што се запишани избирачи, односно гласале 50,22% од 7768 граѓани кои што имаат право на глас и тоа го остваруваат на 23 избирачки места. Инаку ако ги споредиме овие податоци со податоците на излезеност во 15 часот во првиот изборен круг, сега имаме за 2% поголема излезеност на граѓаните на општина Крушево. Во првиот круг таа изнесувала 48,18%. Кога пак ќе ги споредиме овие податоци со блиските општини како што се Македонски Брод и Могила, туку имаме драстична разлика, односно во 15 часот има намалување за околу 10% и во двете општини во сооднос со првиот круг, односно до 15 часот во Македонски Брод гласале 37% од запишаните избирачи, а во првиот круг таа бројка изнесувала 48%, а додека во Могила гласале до 15 часот 28,2%, а додека во првиот круг таа бројка била 39,9%. Но мора тука да се потенцира дека овие општини се карактеристични бидејќи веднаш по завршувањето на првиот круг од локалните избори и по еден кандидат и во едната и во другата општина се откажа од трката за градоначалник, но бидејќи изборниот законник не препознава откажување на трката за градоначалник,
на гласачкото ливче ги има и двете имиња и изборите мора да продолжат и во двете општини. И некаде исти бројки имаме во општина Долнени, каде што до 15 часот на гласање излегле 33,4% од граѓаните, а додека во првиот круг таа бројка изнесувала 34,6%. Екипата на Сител претходно посети неколку избирачки места тука во градот Крушево, па предлагам да ја погледнеме анкетата која што ја направивме помеѓу граѓаните за тоа кои се нивните очекувања од новата локална самоуправа. Очекувам малце да има повеќе за младите. Младите да бидат приоритет, да има повеќе фестивали, да има повеќе дешавки во текот на целата година. Треба горе кај Монтана тоа игралиштето да се реновира. Сакам да биде се убаво, да не бегаат младите. Вработување за младите посебно. Најпотребно некои работни места да отвора. Да има нови работни места, нови вработувања, да нема иселување. Работи патишта, инфраструктури, тоа мислам се тоа е тековно. Меѓутоа нас ни недостасува работа за младите за да ги задржиме тука. Да, ова беше Дарко Штарговски, а ние одиме на југозапад од државата. Струга е една од општините каде што се очекува интересна трка. Нина Аритоновска ги пренесува последните информации. Токму така, Маријан, изборниот процес во Струга тече непречено во фер и демократска атмосфера. Според податоци од Општинската изборна комисија, до овој момент не се пријавени некои нерегуларности или неправилности во текот на гласањето. Според последните податоци кои што ги добивме од Општинската изборна комисија, до 15 часот во Струга, излезноста е 27,5%, споредбено со првиот круг послаба излезноста, во првиот круг излезноста е 27,62%. Во Дебарца пак до 15 часот излезноста изнесува 38%, таму се гласа на 22 избирачки места, додека во Кичево до 15 часот, каде граѓаните гласаат на 119 избирачки места, излезноста до 15 часот е 40,06%. Во продолжение предлагам да ја погледнеме анкетата која што непосредно пред ова линковско вклучување направивме токму тука во градот Струга. За подобра Струга, убава Струга, почиста Струга. Кој да победи, само да е подобро за граѓаните на Струга. Дали вие гласавте? Да. Кои се вашите очекувања? Па, очекуваме подобрување на ситуацијата воопшто. Очекувате да биде фер изборниот ден? Веруваме дека ќе биде. Да. Она што се гледа, добро оди. Да е малку подобро, да имат промени. Очекувате да биде се во ред во текот на изборниот процес? До сега е све окей. Немам големи очекувања. Струга е таа што е и таа што е. Мислите дека ќе помине во фер и демократска атмосфера? Не верувам. Да, Нина Аритоновска од Струга, го закружуваме нашиот блок репортерски јавувања за овие вести. Пред крајот и оценка на МВР за текот на денешното гласање. Локалните избори 2025 година се одвиваат во мирна, фер и демократска атмосфера на територијата на целата држава. Министерството за внатрешни работи презема мерки и активности во рамки на своите надлежности со цел непречено и безбедно спроведување на целокупниот изборен процес. До сега не се регистрирани посериозни нарушувања на јавниот ред и мир. Регистрирани се неколку пријави за агитирање при гласање на повеќе места, но по преземени мерки до овој момент не се потврдени наводите од пријавите. Министерството за внатрешни работи апелира до сите граѓани и до политичките партии да придонесат за мирна, фер и демократска атмосфера. Доколку има било какво нарушување на изборниот процес, граѓаните да пријават во најблиската полициска станица или на телефонските броеви 192 или 112. Тоа е крајот на овие вести во Централниот дневник.